По одлуката на владата донесена во декември минатата година, секундарната гасификацијска мрежа низ земјава да се гради со јавно-приватно партнерство, наместо првичната одлука општините самите да си ја градат, 8 месеци подоцна ништо ново на оваа тема. Овој молк зачудува уште повеќе, што јавниот оглас за доделување на договор за воспоставување на јавно-приватно партнерство, кој Министерството за економија го распиша во февруари, а со време траење од 120 дена, истече на 9 јуни, пошто требаше да бидат отворени понудите и да биде избран најповолниот изведувач, кој според еден од условите наведени во огласот за 4 години треба да го финишира проектот. Со цел да дознаеме докаде е оваа поставка, телефонски се обидовме да стапиме во контакт со Министерството за економија, односно со државниот секретар за енергетика, како и со секторот за енергетика, меѓутоа нашите обиди останаа безуспешни. На нивните телефонски броеви никој не се јавуваше. Од друга страна, одлуката на владата за јавно-приватно партнерство како да ги збуни и општините, особено оние кои веќе се подготвувале за самите да си ја градат секундарната гасификацијска мрежа. Меѓу нив е и општина Прилеп. Прилепскиот градоначалник Илија Јовановски тврди дека и покрај нивната подготвеност сега морало да го чекаат исходот од државниот оглас за јавно-приватно партнерство. Ние бевме спремни и за наредната година планиравме буџет од општината за секундарната гасификација да ја правиме околу 400.000 евро, прилика тоа што толку кошташе. Ама сега добивме информација од владата дека со јавно-приватно партнерство ќе учествува во реализација на овој проект, почетокот на објавата на јавната набавка со јавното-приватно партнерство, и мислам дека една од општините и Прилеп ќе биде во првите каде што ќе се прави секундарната гасификациона мрежа. Според Министерството за економија, реализацијата на овој проект ќе чини околу 300 милиони евра. Инаку општина Прилеп е на кракот од магистралниот гасовод Неготино Прилеп Битола, кој започна да се гради во февруари 2017 година и целосно требаше да биде завршен до февруари годинава.